Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е Јанаки Митровски. Јанаки, добро вечер, добре дојде. Добро ден, Едов Јанков, благодарам на поканата. Јавноста повеќе ве знае како правник, адвокат, колумнист во Фокус. Ја не сум многу запознат со вашите активности, но ме посочија вашите пријатели, бидејќи одамна барам соодветни соговорници во врска со некои правни процедури и донесување закони во државата, ми рекоа дека сте еден од најелоквентните и најсоодветните за оваа проблематика. Околу 2015 година на некој начин, ќе велам на некој начин, бидејќи правните термини не ги владеам добро, канабисот се легализираше во Македонија за медицинска употреба, поточно маслото од канабис. Во меѓувреме, многу премрежја се обидов да следам по сајтовите, портали и така натаму, кај мене само има поголема конфузија. Јас се надевам дека вечерва ќе ми помогнете и мене и на гледачите кои се заинтересирани за канабисот, легализација, декриминализација и употреба за медицински цели, да ни помогнете малце да разберем што во суштина се случува, каков беше тој закон, што е проблемот, што се прави, што не се направи. Ти благодарам, Јанко, одлични прашања. Значи, вака, во поранешниот министер за здравство, господин Никола Тодоров, во 2015 година, некаде ноември, како гром од ведро небо и са малце, ако сакате во политички контекст, малку чудно од конзервативна партија, одлучи преку ноги да предложи, да најави на јавноста дека ќе биде предложен закон, односно измени во законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции кои го регулираат това прашање, со кое што ќе се дозволи одгледување на канабис во медицински цели и екстрахирање во масло од канабис. Првично, кога беше јас ниедно име тука на ниедна компанија, нормално ќе држам до себе и ќе ви испочитувам емисијата, нема да спомнам, но факт е дека првичното предлог решение беше така креирано намерно за да она буквално што со име да напишат кој треба да добие првата лиценција и веројатно тогаш не предвидуваа дека ќе добие бум како сега повели. Извини што ти се убацувам, за да ти го олеснам да не си ставаш правни пречки, бидејќи како адвокат, не за жалбе со ова, ти си еден од тие подобрите и поизвиканите, млад и вака фајтер, шарк си. Што се однесува, што ќе кажеш во емисијата е твоја одговорност. Мое само у даден момент можеби ќе речем јас се оградувам. И законски јас сум заштитен, а ти слободно можеш да кажеш што сакаш. Затоа и реков дека нема да спомнам ниедно име на но можеш слободно, немој заради мене. А тоа заради тебе. Се многу нормално така. Што значи и се предложи предлог законот кој што беше и се уште е многу рестриктивен и многу е недоработен, односно и не се донесува многу подзаконски акти кои што требаше да се донесат. Основниот проблем, мој личен како адвокат и како основач на Сдружение за канабис и зелени политики, билка и на нас во Сдруженијето, е тоа што Јанко, самото име медицинска употреба на канабис веројатно значи дека тоа треба да доведе до ситуација да легално се произведува канабис во Македонија за медицински цели и станува достапно на јавноста, односно на пациентите, на болните, на оние на кои што им треба и со тоа се созбива нели црниот пазар. Еве, јас да те прашам тебе дали тоа после 4 години се случи. Факт е дека не се случи и дека сите компании кои што сега работат во Македонија се извозно ориентирани. Ние немаме проблем, профитот е, значи, недискутабилен. Две масла во само да довршам мислата. Профитот е неспорен дека треба да го има, меѓутоа факт е дека легализацијата на или јас ја нарекувам приватизација на канабис во бизнис цели не го донесе она што треба да она што требаше и што се залагаше тој закон, а тоа е достапност. На пазарот производи речиси и да нема, а има 30 компании кои што екзистираат. Она што ние се залагаме во билки, јас лично особено се залагам да, знаете како, многу мина мислат дека во Канада се легализира канабисот, што е заблуда. Таму се случува прилика истата ситуација како во Македонија, односно државата го монополизира пазарот. Легализација е кога јас ке имам право како граѓанин да, ако имам во моето семејство болен или ако сум јас болен од болест која државата ја препознала дека може да се третира со канабис, да имам право одреден број на растенија да си растам или да си растам едно од две растенија за рекреативна употреба. Не може некој да има 1.000.000 евра
плюс и да има неограничен, законот не дава ограничување колку растенија може да имате во просторот кој што ги исполнува условите, и тој да биде успешен и угледен бизнисмен, а јас ако имам, не знам, 5 растенија, бидејќи имам болен родител, не можам да си дозволам да купам масло, јас сум криминалец и тоа е состојба една која е вака неодржлива. Тоа е во ред и потполно ве разбирам, но еве како би било тогаш во споредба кога би прашал, ако ја имам препишано диазепам, па да не го купувам нели тој што ми го препорачува со таа милиграмажа, да се одгледувам јас мои чушки со афион, па од него да се екстрахирам одредени работи. Тоа исто државата не го дозволува и тоа мислам некој генерално. Дали мислиш дека е баш добро и дека баш да се легализира, која зборам не легализира, него каков е зборот кога не би имала никаква законска контрола врз тоа кој одгледува, кој користи, колку користи? Тоа е легализација. Затоа што немате, се е подложено на контрола. Вашава емисија е подложена нели на закон за медиуми, за сакате, меѓутоа зборуваме за легална, не е црн пазар. Не е црн пазар. Сакате да ми кажете дека канабисот да го сведеме на ниво на дома, секој да може дома да се го чува без никаков проблем. Апсолутно, да. Сметате дека е тоа во ред? И да се регистрира за тоа. А да се регистрира? Да се регистрира апсолутно. При Министерството за земјоделие каде што треба да се префрли скопот на контрола од Министерството за здравје, бидејќи канабисот не е опасно растение како што се претставува, разбирате. Каде постои ваква легализација потполна? Потполна легализација во Уругвај. Во Уругвај? Да. Ама момент, тенденцијата светска е да се легализира канабисот, иако таа легализација е ограничена и мора да биде. Иако сакаше во овој домен да навлеземе кои се пречките да се случи. Еве. Види го младо. Која година од 2011? Трудо. Така. Да, еве го. Ама сега да кажам што се случи тука и тој кај нас сака да. Значи легализацијата се случува во повеќе земји, во повеќе американски Канада уназадена земја. Во Канада, во Холандија. Во Канада во диспензер можете да отидете и во оние држави кофишоп. Дали ги наречете кофишоп или диспензери, се едно. Добро. И каде што можете да си купите канабис и секаде е лимитирано и се е тоа под контрола, ме разбирате? Не смеете например да имате повеќе од колку што е пропишано во даден момент. Во Амстердам, ако не се лажам, повеќе од половина килограм канабис не смее во ниеден момент да има ниеден кофишоп. Ме разбирате? Че се тоа јас лично и ние не бегаме од контрола. Тоа е неспорно. Имам болен родител од, не знам, канцер. Имам документација да го поткрепам тоа нормално. Одам кај лекар, ми вели дека може да се третира со канабис и денеска може да ви префрли, да ви препише, и во тој случај се регистрирам при Министерството за земјоделство. Јас имам болен родител, поведете документација и препишана од лекар рецепта, ќе се одгледувам сам. Колку смеам да одгледувам? 5 растенија, ви благодарам. Ви доаѓа инспекцијата дома или во двор каде се го пријавиле дека го чувате во инспекција и ви наоѓа 7 растенија и вие за тие 2 растенија кривично би одговарале, значи не затоа што законот е таков. Затоа што ви вели 5 растенија. Стварно не можам да разберам. Ако ние декриминализираме, нели го легализиравме канабисот во државата, Легализација е нешто сосема друго, ако сакате ќе ви ја појаснам. Ајде појаснете разликата. Легализација ова сега што го зборувавме. Ова е легализација. Да можам јас да си садам и дома во дадена. А што е во Македонија во моментов? Еве, можеме масло од канабис да купиме. Кај нас е легализирано маслото, формално легализиран канабисот во медицински цели, меѓутоа тоа е многу ограничено и рестриктивно. Например, само за 4 состојби се донесе правилник кој што министерот го носи, денеска може да се смени, ние сме барали 1000 пати со него средба Филипче. Не прима. Да, не сакам средба на оваа тема да разговара, добро. И до тоа после ќе дојдеме. Моабетот е што само за се донесе правилник со кој што 4 состојби државата ги препознава дека може дека е апликативен третманот со канабис. Канцер, сида, мултиплекс и епилепсија за деца. И тоа само за деца. Ме разбирате? И се тоа може да се, например, во Германија во преку 20-25 состојби се користи. Во Соединетите американски држави во преку 100. Ајде да речеме дека Америка е бизнис. Канцер, сида, мултиплекс и епилепсија за деца. Епилепсија. За деца. Чисто да ги имам овие. Професор Софијанова беше кај нас на втората трибина што организиравме, предаваше и зборуваше баш за ова. За како употребувале и како смирувале епилептични напади кај деца со масло од канабис. Тука кај нас на клиника, ме разбирате. Значи, кај епилепсија има особено. Каде се случило тоа? Тоа се случи на 7 март 2019 година во Кинокултура. Така. Каде што беа Нико Бекеровски од токсикологија, беше Дарко Костовски од психијатрија, еден онколог имавме кој збореше против, што ние не бегаме повторно,
требаше Таравари да дојде. Не дојде, ни откажа и Гучев од реуматологија. Например, за болка канабис не може да ти припишат во Македонија, бидејќи законот не го дозволува. И тоа не е ревидирано 4 години, а треба да се ревидира еднаш годишно и тоа јасно ти покажува колку на држава ти е гајле за пациентите, а колку е заинтересирана за бизнисот. Мислам, ова се претвори во бизнис. Што ме боли? Затоа што, иако ова не е ваша тема, од темата за здравјето, затоа што со некои други кога разговарав на таа тема, они ми рекоа дека имало семинари, воркшопови, каде што стотици лекари биле обучувани од заедно со Министерството организирано, Министерството за здравство, Зелена алтернатива и уште неколку организации, каде што на нашите лекари им било советувано, кажувано, укажувано каде, кому, како и што да препишуваат. Денеска вика ситуацијата е катастрофална. За истиве овие работи, идеш кај истиот лекар, не ти го препишува. Кај нас се многу докторите останаа најконзервативни по ова прашање, по употреба на канабис. Па зашто? Дали се плашат нешто од некоја законска рестрикција? Не доволна едукација има и морам да бидам искрен дека сметам и дека улогата на фармацијата си го прави своето, не треба да бидеме наивни и да ја занемариме. Бидејќи канабис е природно, не знам кога знаеш дека до 1940 беше дел од американската фармакопеја, дека до 37 во повеќе од 100 лекови беше користен. Значи се тоа познати факти. Слободно кажи ги овие факти малку и пошироко како сакаш. И треба да се јас тоа го поврзувам со фактот да во 20-тите и во 30-тите нели се открива односно се ево пораст канцерот и тука се откриваат мерки за борба против канцерот, не знам, хемотерапија и така натаму, но и тогаш станува забранет канабис. Во тој период, во 30-тите години после кампања која што е вака смешна од денешен аспект. Например, постои истражување од тогашни врвни научници во САД кои што велат употребата на канабис од кебелите жени ги полудува и ги тера да имаат секс со црни мажи. Са ова збориме 36-7 година, тоа сегрегација. Негативна кампања. Сегрегација, негативна кампања и се донесува така наречен Харисон акт кој го чини канабисот нелегален во Соединетите американски држави и сега смете колку години, 80 години подоцна. Во тие почетокот на 20 години, на почетокот на 20 век они знаеа и нели прохибиција направија и на алкохолот, но се повлекува. Направија прохибиција прохибиција у принципи, извини што те прекинав. Не. Прохибиција уствари најдобриот пример зашто канабисот не треба да биде забранет. Јас го сваќам твојот став и ако преска доброто е сватав. Зошто него не се враќа? Зошто нема ревидирање на тоа? Ако е, дали мислиш дека е тоа само заради силата на алкохолната индустрија која направи притисок па се прохибицијата се повлече и од економски причини, а овдека фармацијата едноставно не го дозволува. Не се баш компаративни двете работи, затоа што например прохибицијата на алкохол во САД траеше 13 години, прохибицијата на канабис траеше 80 години и се уште трае. Ме разбирате, и малку е подолг периодот и сега 8 декади црна пропаганда и претежно лажна пропаганда не е лага. Например, многу и кај нас исто, одма прво кога кажат канабис дрога. Да, апсолутно. На една телевизиска емисија Филип Достовски имаше добро објаснување за едно од испитувањата во 70-тите што се вршеле, како на мајмуни им давале да инхалираат канабис. Од самиот чад, разбираш, се гушеле и научниците доаѓаат до сознание, ето, умреа од канабис, во кратки црти не му памтам. Добро зборувате, му верувам бидејќи прати такви работи. Кај мене у емисија 4 пати беше. Може и тука да сум го гледал тоа. Тука ли го збореше тоа? Гарант. Има зборено на повеќе места, места. И тоа само да кажам, така да 8 декади пропаганда не се исперуваа така лесно. Што се прави сега со законот? Гледам некоја се дигна малце тензија по овие вашиве Facebook страни околу вие што се залагате за легализација и декриминализација на канабисот. Така, тоа се легализација абсорбира декриминализација. А декриминализација не. Така. Може ако сакаш кратко да објасниме разликата. Значи легализација ова до сега што го зборев. Или да е слободно, или да е во ограничена легализација во диспензери само на одредени дозволени места. Или комбинирано да можете и дома да седите и да има по диспензери. Бидејќи имате на ум, например, кај нас бизнисот од тоа не треба да се плаши. Еве утре да дозвола дома да можам да растам за рекреативна употреба, нема тоа да го правам. Немам 3 месеци, немам знаење и еве ја лично немам нерви например тоа да го правам. Ќе гутнеш 3 пати кога за пристапна цена би си го купил. Сега така многу мал број на луѓе ќе растат дома. Са декриминализација е состојба кога кривичните дела поврзани со канабис, кога нема
кога е за лична употреба, односно кога нема елементи на продажба, да не се газдуваат, односно државата да не ги гони. Затоа се залагаме едно од нашите први барања, бидејќи тоа е многу подлабок и посериозен проблем, затоа зборуваме цело време. Јас имам лично зборено, не знам, во магистарска теза, во скадене, во Што е вашата магистарска теза? Магистарската теза ми е легализацијата како начин на сузбивање на трговијата со наркотици. Тоа е при УКИМ, односно на Јустинијан. Муаведот ми беше кај нас, има многу сериозен проблем да... Може слободно за магистерската да збориш? Ќе зборнеме, за да не ми избегам мислата, 2009 година тогашниот републички јавен обвинител Љупчо Шврговски донесе задолжително упатство, бидејќи 2009 се правеа измени на кривичниот законник и се воведе привилегиран облик на 215 фамозната, тоа е членот што третира производство, продажба, транспорт, држење заради продажба и цел сет дејствија кои што може да се подведат по тој член. Што е тој член? 215 ги покрива сите дејствија кои што може да се подведат под наркотици, значи продажба, транспорт, држење заради продажба, шверц, еден цел се дејствија, ме разбирате? А тука е изедначено хероин, кокаин, спидови, асиди, ЛСД и марихуана. И тоа ќе го објаснам затоа што тоа е контра конвенциите на Обединетите нации. Ајде, повелете. Само да го довршам за околу декриминализацијата. И 2009 година се носи привилегиран, односно полесен облик на членот 215 став 2 кој што и вели полесно ќе се казнува помало количество дрога. Меѓутоа не објаснува што подразбира под помало количество дрога и тој вакуум го злоупотреби, така да речам, републичкото јавно обвинителство. Обвинителот донесе задолжително упатство, согласно например во поглед на канабисот, до 5 грама канабис се смета за лична употреба, а се над 5 грама канабис по автоматизам ќе ви донесе обвинение дека го држите заради продажба, односно дека немаат они нормално доказ дека го продавате, меѓутоа дека ви е набавено со намера да го продадете, бидејќи наводно количината била поголема и сега секој што конзумира канабис знае дека 5 грама канабис воопшто не се голема количина. Колку е 5 грама еден џоинт? 5 џоинт. 5 џоинт. Да. Значи, ја би имал дома 5 џоинти кои што не знам за 3 до 5 дена. Дали е тоа... Вода може да добиеме? Може, ама пауза треба да направиме. Добро. Многу си жеден. Дај чашата. Дај му вода на Младичов. Донеси едно шише. Донеси кофичка да црпе. Зошто толку бара вода? Не знам šta ти кажам. Да се Знаеш вратим. зашто? Не знам зошто. Знам, ама не знам зошто. Да. Вака. Дали па тоа е исчекор повеќе? Ако беше строго казниво, види, ние сме живееле у еден систем, ја памтам систем каде што ќе бидеш затворен и тепан од тој систем затоа што си хомосексуалец. А да не збориме било, да, кривично дело беше. А да не збориме за било каква трага од... Види, прељуба беше кривично дело едно време у комунизмот. Не знам дали знаеш, прељуба беше кривично дело, ама државата си има повлечено од тој сет на као приватен живот на луѓето, морално, прељуба, етички, да, хомосексуалност. Е така. Што и правилно нормално. Па не ли ова исчекор некако во една ваква средина, во една ваква земја и сум размислувал на таа тема и сум ја зборувал. И врз основа на што е донесено 5 џоинта да бидат, 5 грама од ракав, да бидат. вака се. Од ракав. Сум размислувал на тоа, факт е тоа и баш во воведот на мојата магистарска теза тоа го зборам дека например во 79 има шака регистрирани наркозависници во бивша Југославија. Значи буквално 2 шаки и толку. Са поентата е да, неспорно е дека таков систем би вродил во плод ако е барањето тотално искорување. Меѓутоа са да речеме сме напуштиле комунистичко едноумие, иако се уште едноумие, сме се согласиле дека во еден демократски свет не можеме да си дозволиме такво газење на нашите права, значи не знам драстични казни затвор за неколку грама канабис и слично. Сега како е дојдено до 5 грама, тоа на републичкиот и благодарам многу на републичкиот јавен обвинител така му текнало и тоа не е проблем. Он има право како предпоставен на своите субординирани обвинители нели по градовите во Македонија и Скопје да им носи, да им дава задолжителни упатства, ама кај нас е проблемот што судот тоа го прифаќа како оче наша, тоа е се оставштина од комунизмот, бидејќи ден денеска, за жал, иако тоа во Скопје малку мрдаме од место, меѓутоа особено во поруралните средини, обвинителот е супер привилегиран и сето тоа е оставштина од комунизмот. Тоа знаеш, судот и обвинителот беа едно, односно беа тука да го освојат обвинителот и тоа се прифаќа. Кај нас има и јадници неправедно гонети граѓани кои што се гонат за 6, 5,
7, 8, 10 грама канабис кој нема никакви елементи за продажба. Се знаат многу добро. Секој инспектор при недозволена трговија и шверц, секој јавен обвинител, секој судија имаат искуство и знаат што се елементи на продажба. Вага со остатоци од наркотици, мали пакувања, значи спремна за улична продажба, не знам, сведоци, примерки. Без никакви такви елементи се илјадници наши граѓани гонети со нималку наивна казна од 3 до 10, запретена казна од 3 до 10 години затоа што не е нималку наивно. Тоа беше многу чудно и навистина човек да се запраша во тие години кога беше нели тие први исчекори и се надевавме дека ете со тој либерален закон кој дојде за легализација на маслото од канабис да може да се продава, дека е тоа само исчекор и дека годините како идат, а со доаѓање на оваа лева, прогресивна, да речеме, власт која е многу полиберална по овие прашања, дека набрзо ќе се тие стеги ќе се отпуштат. Арно, ама Они друго збори, кога го предлагаше ДПМН законот, ние тоаш го протестиравме, нормално бевме на јавна расправа, јас, не знам, Џон, Филип беше на таа јавна расправа и го опониравме. Они тогаш од позиција на опозиција тврдеа дека законот е лош, тој е, и дека кога ќе бидат власт, дека ќе осменат. Сегашните, бидејќи ги спомна и преска дека сега има нешто измени, се создава една лажна, прво тоа сакам да го потенцирам, се создава, ние направивме една операција Билка 6-7 невладени организации кои што се спротивставуваме на монополизацијата на канабисот и бараме негова декриминализација, меѓутоа се создаде една лажна слика дека законот е блокиран од невладините организации. Ние немаме апсолутно ништо против. Едно од првите е вака на оваа Facebook страна да барате да отидете сега скроз на од почеток. Петар Потевски ти коментира. Знаеш што вика? Што сака нека вика. Не ми го читајте, молам. Да не ти го читам. Не ме го игнорирам. Никој мене нема да го читам. Бил кај мене во емисија, он е многу писна јазик. Предава во битола ме демнеше, таму го знам човекот со вижи. Ја би сакал. Слушај, они Филип карши да седат ја овдека сокче. Те пачка ги има, да. Нема тоа да трае. Нема да трае тоа. Еве ја жртвувам масава стаклена. Тоа е тоа, да жртвуваш, нема да трае. Поентата ми е тука да бараш едно на странава да одиш онака од 2017 кога е формирана, едно од првите барања на Билка беше дека треба да се дозволи извоз на цветот канабис. Ние немаме проблем од тоа. Меѓутоа има еден парадокс. Сите што ги отварале фирмите тука знаеле дека во моментот не е дозволен извоз на цветот од канабис и добро во ред легитимно е да притискаат тоа да се легализира. Меѓутоа јас ти тврдам дека утре да се дозволи извоз на цвет, дека на Хоргош тоа нема да помине. 90% нема да помине. Нема да влезе во Европска унија. Хоргош е нели од Србија према Унгарија. Добро. Значи во Европска унија не ќе може да се исполнува стандарди. Нема GMP стандарди бараат за да влезе во Какви стандарди? GMP стандарди, Good Managing Practices, кои што се добиваат од лиценцирани агенции за тоа, кои што се неколку во Европа, ме разбирате. Значи не е прашање у канабис, туку е едноставно како го растеш, дали е со тој квалитет. Например, не може со кинески и тоа е бизнис, ако сакаш така да гледаш, затоа што после треба да купуваш не знам сакам да ти кажам дека не може например со кинески ламби да нема ти дадат едноставно. А кај нас холандски. Кај нас има 30 лиценцирани фирми. А нема речи си да нема производи, само реплек вади производи. Па моментално го складираат. Има сериозен проблем и јас со цел веројатно да се дозволи извоз на цветот канабис и да го продаваат надвор, бидејќи само таму тука е и проблемот. Државата тоа требаше да го предвиди. Паметна политика така се води, што тоа треба 2 чекори напред да. Ти знам ова Израел го прави. Израел е од 90 е таму во медицински цели легализирано. Меѓутоа поентата е следна, паметна политика така се прави. Не е саки ќе дозволим извоз од цвет и дали мислите дека не исполнуваат стандарди, како тоа ќе излезе. Кај нас се мултиплицира фирмите и државата тоа требаше да го предвиди дека сите ќе бидат извозно ориентирани, бидејќи 2 милиона земја сме мал пазарен. Меѓутоа затоа ние предлагавме и се уште предлагаме дека треба да бидат задолжени. Тоа е наша, ние имаат украдено од владата идејата да знаеш, барај скрола ќе го најдеш тоа пред да го предложат. Наш предлог е дека треба да оставаат 10% во форма на канабис или на улје од канабис фирмиве за болни кои што не можат да си дозволат, односно кои што се финансиски немотни, а може да се лечат со канабис. За возврат државата треба да даде некако вид на даночно леснување, бидејќи бизнис логиката е таа, ме разбирате, нема да ви дадат ако не добијат ништо. Државата тоа го злоупотреби, односно оние ја земаа таа добра идеја и ја претворија во дека треба да оставите сега веќе 300.000 евра гаранција, беше милион, па 500, па 300. Банкарска гаранција, пази, за фирма од канабис.
Тоа е монополизирање на пазарот и бркање на конкуренција. Јас само така можам да го перцепирам, затоа што Како бркање на конкуренција ако има толку десетици фирми отворено? па добро, сега има, ама сега не важат тие законски одредби. Сега не треба банкарска гаранција од 300.000 евра. Добро. Разбирате? Ама ќе треба затоа што во преодни и завршни одредби се ставиле дека сите што сега веќе имаат фирми, во рокот 6 месеци треба да се прилагаат новите услови Тоа е новиот. или да изгубат лиценцата, да. Вака, дали е тоа тој закон каде што мислам дека излезе пратеникот Владко Ѓорчев, ја не следев зашто, вика спречивме многу опасен закон за Тоа е дрога. класично лицемерие. Владко Ѓорчев гласаше за законот во 2000 и А во што гласаше против сега? 2015. Сега тоа треба да го прашате Владко Ѓорчев што гласал против. Тогаш гласал за, веројатно му рекле стисни го зеленото копче, го стиснал А зеленото што копче. се гласало сега? Сега се гласаше извоз на цвет, односно тоа мислам дека они ушли на комисија ДПМН го блокираше да може да се дозволи извоз на цвет, а не само извоз на масло како што А е сега. зошто е тоа Во Македонија лошо? само 2 лаборатории има. Зошто тоа би било лошо да можеш да го извезуваш? Па не е лошо апсолутно, јас се согласувам дека треба да се извезува, ама тоа зашто тој тоа го кажал, треба да го плашате Владко Ѓорчев што тој гледа лошо во тоа. Јас не Затоа гледам, што изјавата беше укажувам на лицемерие дека во 2015 година он како пратеник на ВМРО ДПМН го гласаше истиот закон што е сега на важност, потоаш не бил опасен закон. Така да добро, тоа не е кај нас непознаница во политиката да се однесуваат. Не, мене пак, ај сега, добро, шпекулираме, што би било опасноста за било која партија или за еден, ај да речам, десно ориентиран конзервативец, кога веќе неговата партија и гласал за тој закон, да започне тој процес за легализација. Да влезам у председателство на УМС со тестови за канабис, знаеш што ќе излезе. Се шалам, може ги изизам. Па тогаш ова е позитивно за нив? Не, па фала Богу, гледај се вака Ова е вака да ти позитивно. објаснам околу. Ако тие млади конзумираат канабис, ја мислам дека мене ме секираат оние од групации на технотрансови што мисли со ЛСД-а. Мене ме секираат оние што се на хероин. Мене ме секираат овие фраериве на што се буџованијава на кокаин што ми Кокаинска шмрка. епидемија има ускоро. Така што Па не знам дали знаеш. Види, Кокаинска епидемија има ускоро. што значи тоа? Дека има кокаинска епидемија у Скопје. Јако бев дете у 90-тите, ти сигурно памтиш, имаше хероинска епидемија. Значи, јас живеам во воздушна линија од болничката во кисела вода за зависности на 100 метра. Што хорор, како да кажам. Не се хорор, меѓутоа тогаш ни беше прв пат се среќававме у 90-тите, ние бевме деца на свеж. Сега има кокаинска епидемија. Кој Се е среќавам со таа работа, мисля ти. што по тебе, еве, бидејќи ги познаваш законите и можеш да го следиш. Ја сега не можам да те терам како иследник да го тераш, па да го тераш, да го бараш патот на парите. Следи ги парите, ќе ја дознаеш целта. Но ја, еве, би те замолил колку можеш да шпекулираш. Што е целта? Што треба да се направи? Имаме, значи, дозвола да одгледуваме, можам да конкурирам легално, Да. нели? И ако ги исполнам. Евра, тоа е многу рестриктивен закон. Така, тоа е Ја само... не можам да имам микрофирма, например, дома со семејството да вадам, не знам. Многу помалку на што е битно, ако можам да го пласирам. Ама истото и за Тоа е мој афионот. проблем. Па тоа кај нас е, еве, отвори закон за контрола на опојни и други психотропни супстанции, полесни се условите и помалку вработени треба да имаш, односно еден човек треба да имаш за афион, за разлика од овакво, например, гледај се. За канабис. Првпат кој излезе Доискажи законот, се затоа што имам побавни гледачи. првпат кој излезе канабисот, законов предлогов, ние реагиравме со цел сет наши забелешки, кои се наши забелешки и ги пративме до владиниве авторитети, како и да ги викаме. Меѓутоа, добро, некои измени се направија, меѓутоа пак се шмикерски. Мојот личен став е дека апсолутно измените во законот се носат за да се монополизира пазарот и бизнисот да остане во мала концентрирана групација на луѓе. Ај сега да идеме, еве, ти ми го рече ова, ја го пуштив ова е од CBS News. What you need to know about cannabis in Canada. И тука имаше едно дека cannabis to become legal in Canada, edibles not legal yet, not expanded before 2019. Што Добро, ти рече ова дека не е легализација. Како ова не е? Што е? Не, ограничена легализација. Види се, легализација, целосна легализација е тоа, да можам дома да си растам, јас сам да се. Меѓутоа, дома и на повеќе места може да расте, не е само со кили таму. Не е само Уругвај. Не, добре, Кили снимаше за нас. Сакаш да го пуштиме Кили кај нас на имавме кампања, ич не си не следел.
Иш не си не седел. Јас се извинувам Иш не си не и седел. на тебе и Имавме на кампања со гледачите. 29 Признавам дека сум крајно Не, неинформиран и дека сум многу површен. Ама тој сум расплен. Имавме 29 јавни личности на кампања кои што на YouTube ќе радиш. Океј. Кои што поддржаа декриминализација на канабисот во Република Ајде, Македонија. ќе го побараме. На YouTube пиши Кили Билка. Билка. Да. И Го треба да напишав излезе. кирилица. Ето го. Еве го Кили. Ево го. Сега проблем е, чекај сега. Режија, не знам дали го имаш звукот затоа што ставено е овде на телевизорот мој. Дали го имаш звукот? Првен ќе направиме мал штих тест. Немаш? Добро. Ова е? Океј. 7 месеци живот. Не. Не е Беше ова? се реши одедно. Прв стадиум. Ова е 1 минута. Добро, гласно. Да го чуеме и ние. Тебе постојам и обстојувам. Ти Канабис. Заради тебе постојам и обстојувам. Ти ми дадеш живот. И не само што намалуваш болката во мускулните реакции кај Паркинсоновите болни што конечно доживуваат мир и блаженство со тебе. Не само што помагаш во контролирање на епилептични напади, не само што помагаш на сите кардиоваскуларни заболувања и венерични болести на кожа. Канабис, бре, ти ми даде живот, ја бе во 3 стадиум, погледни ме сега. Заради тебе постојам и многу ти благодарам. Јас сум една мала персона која те употребува више 37 години. И многу силно ја поддржувам оваа кампања за конечна декриминализација на оваа света билка. Канабису, отворени ти се вратите. Welcome to Macedonia. Добре дојдовте во Timeless канабис на Македонија. Не мора да ги пуштаме, ама отворило каналот, ако сега шети ни го билка. Добро. Слаби сме, немаме овакво. Human Resources. Иди само во видео, се и собранија сме држале овакво. Имавме комисија. Еве ги, например, јавни личности, ме разбираш? И сега гледај сидете се по 29-30 секунди на Кили. Една минута и 10. Вака, не ми беше јасно, ја не сум се сретнал со Кили, но Кили вика 37 години го конзумирам. Како се разболе ако го конзумираш 37 години? Ама гледај, сега он го конзумирал преку пушење, например, така не можеш канцер да лечиш со конзумирање канабис преку пушење. Ме свегаш? Него Ја го фати. што поставувам прашање, се прашања кои ќе ги постави обичен Кај човек. него е, не те разбирам све, кај него например е ценето тоа, мислам ја не сум бил у тој предмет, не сум бил Так, бранител, так. меѓутоа по санкцијата он Он што ја доби, беше- он доби година дена затвор. Да, Тоа затоа е што одгледуваш апсолутен и минимум, не знам, роден син да му на судијата не може да даде ден помалку затвор од година дена за тоа кривично дело и особено него го фатија со многу. Ја апсолутно сум на негова страна и сметам дека не треба да лежи, ама ти кажам по секојдневната пракса, апсолутно е ценето тоа 100% неговата болест, дека му е за тоа. Значи прифатено од судот, сакам да ти кажам, што повторно не го прави легално, меѓутоа апсолутно постои нешто што се вели дека си го сторил делот од благородни побуди. И сега имаме една страна. Од една страна, знаеш, често пати тие расправи кога имаме, значи на страна ова. Вика, тој и тој, заради тоа, така и така. Еве, гледав едно судење каде што еден пољак кој прегазува 5 души, го ослободуваат заради процедурална грешка и така натаму, фала лепо и пријатно. Ние сите шокирани, сите и се јавува еден. Вика, ало, малце ако знаете дека законот во таа и таа точка вели, ако така и така, тоа и тоа се случи, Тоа. он не може. И сега што ќе прифаќаме? Ќе прифаќаме како што е законот, иако е лош да се бориме да се смени, или ќе се буниме за тоа што како се прави, еве ти како кога имаме лош закон или кога имаме закон кој е недоречен, што се прави? Гледај се. Имаше еден случај доста медиумски покриен од наша една пејачка, нема да споменам која што имаше сообраќајна, односно беше шофер во сообраќајна незгода во која што погина човек. После 3 сторени вештачења, имаше вештачење од страна на обвинителството, вештачење не дојде до судење, имаше вештачење оштетениве дава, нели, фамилијава на починатиот, и бидејќи имаше контрадикторни вештачења, супер вештачење одредија, кој што одреди дека нема вина кај низа, зашто реакциите беа, значи класика од нормално од лаичка публика, ете дала, не знам, мито или не знам, така се излегла. Моја другарка беше сведок, официјален сведок во тој настан и таа кажува, сообраќајќето се случува на како се каже Рузвелтова,
кога одиш према зоолошка на семафорчето. Она е на лева лента, пред незе стои напред вака малку понапред комбе. Црвено е, се пали зелено. Како се пали зелено, она е става у прва трга, се појавува пешокот. Мој пријател 6 месеци мораше да лежи затоа што 15 дни постапка и ако е тоа така, ја не сум го видел тоа со свој очи, ако е тоа така од правен аспект, е правилна одлука, иако болно ќе звучува сигурно за семејството, меѓутоа во право не се настапува со емоции. Сега, што се чини за да се промени законот? Сега велат, мене ми рекол правник, века, внимавај кога возиш. Значи самоубица да ти падне на хауба и да ти умре на кола, ќе одлежиш. Мислам, он ми го карикира, затоа што мој пријател на пешачки ако удриш апсолутно дека ќе на пешачки и тоа на црвено поминува. На црвено го помине ќе добие и сумисла, гледај се вака по 6 месеци мораше да лежи. Па и повеќе ако не лежи. Да. Повеќе да не крајно невин. Крајно невин. Ништо не направил. Тоа изгледало порано затоа што сега на пример порано да. Сега пракса на обвинителството ако си пијан под дејство на наркотици, не слушни ме, ако си пијан под дејство на наркотици или ако на пример поминеш на црвено, те гонат дека умислено го сторуваш кривичното дело, не дека од невнимание, од невнимавање на па пијан најмалку умислено можеш да бидеш или под Няма постои евентуално умислено дека си бил пред да се стежиш во состојба на пијанство, си бил свесен дека со таквото свое дејание загрозуваш. Зашто? И затоа добиваш така наречено евентуално умислено. Вело дека правото вика што и да си крајно невин, може вика да ти се секогаш можеш да штеди ја водата, овдека е, види, не сме високо буџетни сега. Не ве за високо буџетни, се пресуши. Ќе добиеш вода. Што се пре... Де ми е чашата, ќе добиеш вода. Што се прекога... Испија уште една вода. Ајде, пола литра. Што се прави за вода. законот? Еве сега ти кажам, да се знае, ние бек циција. Да ти кажам ние што сме превземале, да речем, односно ние се основаме. Добро. 2017 година со прв председател Џон Илија Апелгрен. Ти си повозар сам, претпоставам го знаеш. Како лично се знаеме. Така, значи Џон е председател на Билка, односно сега веќе не имавме собрание и така натаму. Јас сум основач, Ангел Ангеловски, сестра Милена Митровска, Ивана Давидовска, Огнен Јаневски, новинарот и Дарко Костовски, психијатар. На почетокот ние кога се основавме, ја барем имам такви ставови, са не ги делевме сите тие ставови во Билка. Ја например имав ставови дека не треба да се дека е за нас многу голем плюс, морален плюс, фактот што сите ние имаме основни професии. Јас сум адвокат, Џон се уште се бави со музика, сестра ми исто работи во адвокатска канцеларија, Дарко е психијатар и така натаму. И дека едноставно ние немаме мора да зависиме од никого, ниту пари сме менаџирале, ниту сме добивале или во многу мали износи. И дека тоа е голем плюс. Меѓутоа како времето одминува, онака не сме професионална NGO, како да ти кажам. Може и затоа не знаеш. Ама како времето одминува се покажува дека тоа е многу голем хендикеп. Затоа што токму поради овие работи што ви кажав и баш кога сите имаме семејства, не можеме да се вложиме колку што сакаме. Билка има основано една правно советување, односно правна конференција, како сакаш наречија, декриминализација на канабисот, да или не, тоа беше на УКИМ, на правен факултет, каде што панелисти бевме јас, Ленче Ристовска, обвинителката, Владимир Туфегиџич и кој беше и Александар Деновски и Никола Тупанчевски, професорите од правен. 3 месеци подоцна имавме во март, што ти ја спомнав, медицинскава со докториве, па после тоа имавме во јуни, исто така во кинокултура со еден представник со политички партии беше тоаш, кои во своите програми имаат прифаќаат легализација на канабис. Тоа се 3 во Македонија, Левица, ЛДП и Дом. И со нив имавме во кинокултура една панел дискусија, 2 години поред го организираме Конокфест 2019 и во 2020 ќе имаме сада, ајде тука ќе најавам, планираме месец на канабисот, бидејќи цел месец ќе биде 420. Што значи тоа месец на канабис? Не, месец на канабис ние си го нарекуваме 4.20, 20 април е неофицијален интернационален ден на канабисот. Си има повеќе приказни како дошло до тоа име, меѓутоа 420 е генерално. 20 април кај мене у студио со наргилето. 20 април ние овдека. Не ти кај нас дој на Конокфест со наргилето, на 19 викни, не знам. Нема овдека за пред камери јас зборам. За пред камери? Да. Тоа не можам да ти го сторам на тебе, ја немав никаков проблем, немам и сега проблем ако сакаш да го направиме. Наргиле е легално. Не мора да е наргиле. Меѓутоа гледај се што работа. Проблемот е што, например, еве ја сум размислувал за тоа многу пат, например, сад изам тука за памџен, нема никаков проблем. Ама никаков проблем. Не, забрането е пушење во
затворени Проблемот е простори. Тоа е помалиот Законот за пушење Не, ја и кривично ќе рефлектира. одговарате затоа што ми овозможувате простории каде што демек Не, можам ја да- ќе речам законот да го гледа. така сакаш да немој, направиш. немој, Нема, Ќе имам нема. стил. Ајде бе пуши ако немој. Така може, ама пак ќе биде проблем и тоа ќе треба да биде секундарно проблем. Значи тоа не имав такви идеи во собрание, има и видеа тука Сакаше да запалиш од собрание? Помислив на тоа, меѓутоа не знам како да кажам, тоа е стварно негативна форма на маркетинг. Не треба да бидеме суетни да се држиме само до моите сваќања, треба да разбереме дека адресираме поголема публика во голем дел од неа и постари, поконзервативна Ја разбирам дека има многу млади и го користат рекреативно за сосема други потреби. Но мене, пред се ми и во мои години и за мојата широка публика, луѓето имаат се поголем проблем. Колку повеќе иде фармацијава и модерно време, они се поболни, а се потешко доаѓаат до лекови. Лековите имаат па и секундарни штетни последици од одредени. Да не збориме лекот за рак, дека е де факто и ги убива луѓето. Мене овдека директор на онкологија самиот ми каже, вика ги избегнуваме, вика. Мајка ми почина Па и мајка ми почина, и мајка ми почина, и дедо ми почина, не од канцер, почина на хемотерапија. Ја хемо не би стало мене. Наистина ти кажам, не дай Боже ми се деси. Значи, не би стало мене. Тоа е моја одлука лична, не ја советувам друг или да не прави, тоа е лична одлука. Но бидејќи И тоа за мене зборам апсолутно не би Но стало. бидејќи мене не ме интересира за рекреативно и за свеста ми е окей, Така, задоволен така, сум. Но сакам да направам се што е можно да им се помогне, бидејќи веќе не е шега, ова не е мит. Сериозно им помага на луѓе. Јас сум гледал снимки, во понеделник ќе збориме за тоа, каде што видов жена од Не, епилепсија има многу позитивни. Не, епилепсија, како се вика она што има тремер? Алцхаймер ли е, предпоставувам? Паркинс. Ама сериозно тресење од стара жена, значи не го фолира. Зема, не бе сама си зема. Масло, го имам видеото, ај ќе го побарам после па ќе го пуштам. Како се тресе и престанува. Мене само што не ми е јасно, дали лечи или колку трае. И тоа се сега моите процеси, затоа ги правам овие емисии. И сега ти феноменално дојде, очигледно правно си подкован феноменално, што е многу добро и мислам дека вашата група може да направи таа промена, затоа што и политичариве сами не знаат. Заради конзерватизмот да се додвори на својата публика и ќе рече, дрога е луѓе, добро е, овој не спаси. Не, си прават калкулации. Еве да ги земеме најголемите две партии, ДПМН и СДСМ, си прават калкулации. Јас сум барал поддршки во двете партии, во СДСМ наводно има, ама нема, а во ДПМН као они биле конзервативна партија. Тој одговор го добив, ние сме конзервативна партија. Океј, добро. А го донесоа законот они? Ама не е исто, добро демек. Види сега, не можеш да ги занемаруваш, тоа што го збориш, не можеш да го занемаруваш лечебниот ефект. Меѓутоа па од друга страна и не треба да се очекуваш од нив дека ќе создава панацеа, ме разбираш, дека све лечи. Проблемот е што луѓето, фармацијата кај нас, нема лек за се. Гледај сега, прво фармацијата кај нас, например, човекот го, како да ти кажам, за група ги прави лековите. Свегаш, они си имаат еден свој примерок по кој што одат и го прават тој лек за сите, ама човекот, никој човек не е ист. Свегаш, секај кај некој помага, кај некој не. Мојата мајка, ова ќе го кажам прв пат јавно, ја например лично тоа го имам правено, бидејќи сум бил приморан да правам масло од канабис за мојата мајка која што боледуваше од канцер на дебело црево. Мојата мајка беше од постарковна човек што нормално, таа е дрога и не сме да се конзумира, само што диагностицираа во јули минатата година, јас и сестра ми ја теравме, не сакаше да земе се до октомври негде кога не знам со некој доктор разговараш и тој рече како не знам дали ќе ти помогне и рече меѓутоа да ти нашкоди нема, апсолутно зима и почна да зима меѓутоа многу краток период, состојбата и се влоши втора, трета операција и наврзо почина. Јас бев приморан бидејќи мојата држава се грижи само за тоа да овозможи бизнис на шака мокници, а не ја гале за своите овакво граѓани пациенти. Јас бев приморан да го кршам законот и да набавувам илегално канабис и тој да го претворам во масло од канабис. Тоа не го кажам јас бидејќи сум нешто особено храбар или дека барам признание, туку дека едноставно со таков проблем се соочуваат многу граѓани токму поради фактот да фокусот на државата е само на бизнисот и кешот, а не и на пациентите болните, а ние велиме дека треба да иде напоредно, не споредно бизнисот и кешот и сите пари на свет нека ги направат. Види, тие луѓе секогаш имаат предност. Бизнисот и кешот не ме интересира. Тие луѓе секогаш имаат предност пред мене и тебе. Се милионери имаме, јас и ти милион да отвориме, немаме. Значи секогаш имаат предност, така да меѓутоа овој дел мора да се запази.
зошто не ги користиме, ја не знам колку има клинички испитувања. Не оние маргинални, светски признати што е во Светската здравствена организација. Добро. Еве дури колку што можев еве и на твоето Светска здравствена организација, види имаш ова е Обединети нации, страната на Обединети нации, Што каде вика? што има 182,5 милиони глобал. Тоа колку е процент? Гледа колку е малца, например, не е нешто. така. 10% е 700, слави сме. 1,5%. Добро бе, не ворете, право на избор. Ама добро, толку е. Ама тоа зборам за конзументи. Него јас зборам сега, бидејќи толку се инсистира. Сите велат дека навистина кај многумина нема лек за сите, нема лек за се. Таа чаробна водица каубојци што ја продава на вестен све лечи, такви работи нема, тоа знаеме. Нема правила, јас знам луѓе што Но например, проблемот е и кај лекарите исто вика. Ја немам искуство, ја немам вика пример по кој би се повика. Колку на Имаат болен примери од колку канцер, сагаат, тоа не е канцер на пример на бели дробови, колку да му дадам, која количина, што и како. И тука повторно не крива државата и Министерството за здравство. Не е точно дека нема, точно дека кај нас нема испитувања, кај нас нема испитувања за многу работи, меѓутоа на меѓународно ниво и не е точно дека и толку е скептична, например Светска здравствена организација лани излезе со став дека ЦБД-то е една од компонентите во канабисот, дека е тотално безопасна по човекот, иако претходно била забранувана. Кај нас и ден денеска гонат за ЦБД канабис и да нема ТХЦ, што е нели као психотроп. За не врати се, објасни го малку. Само чекај секунда, следново сакам да ти го кажам. Глеј сега, има многу компоненти канабисот, као најважни се ТХЦ и ЦБД. ТХЦ е психотропна, ја не сум експерт за ова, мора да се огледам, меѓутоа колку толку нормално имам познавање. ТХЦ е као психотропна оваква супстанца, односно тоа што те прави хај, народски кажано. А ЦБД, например, да конзумираш ЦБД масло, апсолутно ништо нема ти се деси вака умислено. Меѓутоа, дали реагира на нервен систем, на смирување, на болка, на се си има све. Делува. Не сум експерт, се оградувам, ти Так. кажам, меѓутоа Според твоите сознања. глеј сега ти кажам. Например, и тоа е голем проблем. Црн пазар тоа продуцира. Ја правам масло од канабис. И тоа масло стварно беше одлично, меѓутоа мислам ми помогнаа луѓе нормално, нема да кажам кои, меѓутоа не знам на крајот на денот јас не знам што сум направил. Така. Бидејќи не можам, иако сега се дозволува, мислам дека на фармацевтски ако имаш храброст, можеш да си отидеш со маслото што си го направил дома и да речеш сакам да го тестирам, мислам дека за 40 евра го тестираат и ти дава што има сооднос едно друго. Да сваќаш. И не знам на која тема сакавме да зборнеме малце. Ние сакавме да зборнеме што со ова. Што со ова конечно? Што е проблемот? Зошто се дигна сега? Како тоа ти го спомна и за Канада, дека уствари не е тоа легализација, туку монополизација, дека државата се. Па нели е тоа добро Државата издава лиценци. Добро. Говорете за многу работи издава лиценци, разбирам. Нели е тоа добро, на таков начин се сузбива криминалот? Нели? Да не биде на црн пазар, туку луѓето да можат легално да си купуваат, државата да има контрола. Ја го прохибицијата го креираше организираниот криминал. Прохибицијата забрани. Овдека не збориме за забрана тотална. Како side effect, како нус појава, го креираше организираниот криминал во Соединетите американски држави. Ама беше потполно забрането. Овде не збориме потполно забрането. Овде збориме под контрола да биде. Не, до тоа ќе дојдеме, сакам ти тргнувам од почеток, ме разбираш? Значи, факт е дека прохибицијата не носи контрола. Значи, нормални просечни луѓе пијат алкохол, дел од нив конзумираат наркотици, дел од нив не знам се курваат и така натаму. Тоа се пороци на човекот, кој дел од нас ќе ги имаат секогаш и не можете да ги искорените, ме разбирате? Меѓутоа, ајде да ги гледаме, ти ја сваќам поентата и ти гарантирам дека една од најголемите стравови, сигурно и твоја, на оние кои што се противат или се со резерва за декриминализација на канабис е дека ако тоа се декриминализира или па не да може да се легализира, дека ќе дојде до експлозија на употреба, дека секој ќе може да користи. Тоа апсолутно не е точно, бидејќи јас ти тврдам дека да земеш да бараш ни еден пример таков нема да ми недеш од каде што е од земја каде што е тоа спроведено. Нигде. Никаде. Еве сега ви давам многу позитивен пример, тоа е многу познат меѓу луѓе кои што се занимавале со земја, како земја. Португалија исто како Македонија во 90-тите се соочуваше со хероинска епидемија со месечна преваленца во одредени месеци од 2,2%. 2,2% вака може не ти звучи за хероинска употреба на база на месец милиони луѓе. Е огромна бројка. 2,2 е екстремно висока бројка. Не можејќи да се соочи, пробуваат попунитивни мерки, затвор. Човек што е зависник има проблем, него затвор нема да го спречи да се дрогира. Сега, пробуваат сосема нова политика, во 2001 година се носи закон, во 2001 почина да се применува, кој што ја декриминализира употребата на сите наркотици
за лична употреба и со јасно определени. За канабис е, не знам, 15 грама, за натака еве бидејќи зборуваме за канабис, не ни интересира другиве наркотици. И повторно значи не е легално, ме разбирате, меѓутоа не одговарате кривично. Например, да ме фатат вас Јанко во Лисабон или да сте португалски граѓани кои го фатиле во Лисабон со 7 грама канабис, прв пат, ако вие, ќе ве повика, ќе ве пратат на стручно советување од правник, кој ќе ти го објаснува правните последици, не знам, психијатар и психолог и педагог кои што разговараат со тебе и советодавно те, овако, вторба да го те фатате, мала парична казна, не знам, 100 евра и така натаму, и дури петиот пат, ако те фатат да конзумираш на јавно место, значи на јавно место, строго на јавно место, за дома и кај нас не е забрането да конзумираш наркотици ако не е во количина која што е за продажба. Денеска 0,1 е преваленцата на конзументи на хероин во Португалија, 20 години подоцна, значи неколку конзервативни влади таму се сменија, никој не му ни текнало да смени таа политика, има исклучително позитивни ефекти. И сега, ако јас нешто дозволам, ефектот на забрањето јаболко кај младиве ќе исчезне. Канабис прв пат сум пробал на многу млади години, од љубопитност, значи од чиста љубопитност, од чатал, не знам, од деца сме биле, може да се мисли нешто погрешно, меѓутоа фактите се тие. Сега постојат нормално многу други земји и не се сите примери позитивни. Прашање е, например, од која аспект го гледаш, дали е Холандија позитивна, например, има многу погрешни примери како Пластиц парк, ти си повозрасен, сигурно го памтиш Пластиц парк во Цирих 88-то, хорор. Тоа ти е погрешно кога се обидуваш на едно место, ќе кажеш еве сад тука е само дозволено. Берлинската железничка станица. Ги привлече сите дилери и зависници од овакво и се создаде нормално влече криминал. Така да и холандскиот пример е дискутабилно колку е правилен, затоа што значи овдека веќе твојата магистратура ми објаснуваш на некој начин дека декриминализацијата ќе го сузбие црниот пазар и криминалот. Декриминализација, ја ти тврдам да се донесе на канабис во Република Македонија, дека на некое краток период, кој што би го нарекле, не знам, период на еуфорија, употребата на канабис ќе се зголеми, кој период ќе трае една и пол година, и после тоа полека ќе дојде до ниво каде што или ќе биде неисто како претходно, или ќе биде помало, но јас друго ти тврдам дека употребата на останатите наркотици, особено на така наречени hard drugs, дека ќе се намали. Тоа ти го тврдам, тоа секаде е така направено. На страната на Зелена алтернатива имаше повици за протести, имаше повици за акција и кај вас, предпоставувам, да се спречи донесувањето на овој закон. Кој е тој закон што сметате вие дека е толку штетен, што треба да се донесе кај нас? Или погрешно сум разбрал? Вака сега, овој закон донесе, што сега се обидува да го претуркаат, донесе неколку новини кои постоечкиот ги нема. Почнаа со 1 милион евра банкарска гаранција, што е исклучително невообичаено за ваков тип на бизнис. Се знае зашто се бараат банкарски гаранции финансиски овакво. Банка, штедилница, кладилница, кај што ќе треба да вршиш можеби казино, кај што можеби ќе треба да вршиш големи исплати. Зашто се бара 1 милион евра банкарска гаранција? Вие треба да вложите во вашата фирма 1 милион евра, да речеме, и ви бараат уште 1 милион евра банкарска гаранција. Мене тоа ми е јасно дека е за ограничување на кој колку може да пристапи до тој лукративен бизнис, кој што е лукративен ако се работи паметно, мада ќе нас се скоро сите убула. Тоа е едниот нов параметар. Вториот, првично пробаа да го протуркаат со минимум 15 вработени. Претходно беше 4, сега е уште 4, тоа е важно. Минимум 15 вработени, што ги ограничува малите фирми. Не може да имаш со 10 вработени, не може да имаме семејна мала фирма со погон, ги исполнувам ја сите услови, све имам. Вентилација, соби поделени, сушара, све имам, не може. Ги сузбива. Не регулира многу од материите, како например денеска не го регулира индустријскиот коноп. Ти сигурно знаеш дека во Југославија имало многу индустријски коноп во 50-тите, 60-тите. Воопшто не го регулира законот, не го спомна. Така да, меѓутоа тоа се двете главни. А не смееме да го одгледуваме нити користиме. И слушни го се ова е многу интересно. Ова е например и противуставно. Ја барем светам дека противуставно, иако уставно право не ми е вака потесна специјалност, меѓутоа ти вели во предлог измените, ти вели владата, ако сакаш да продадеш удел, пример имате 10 души фирма, Јанко сака да си го продаде уделот, државата ти вели ти треба согласност од владата. Пази, во најмрачно, ја тоа и у Фокус го пишав, во најмрачно време комунизма немало тоа, да ја мојата собственост лична, сакам си ја продадам и државата треба да ми даде согласност. Јас сум ја добил таа лиценца, ги исполнува условите фирмата. Кој си ти да ме ограничуваш?
Мене тоа знаеш како ми изгледа? Ние ќе кажеме кој ќе продава и каде ќе си ги продава фирмите. Мене така ми изгледа вака од страна лајка. Значи мислиш контрола комплетна на бизнисот само Апсолутно за ти треба привилегирани? согласност од, јас ти кажувам дека ти ако имаш 20% во фирма од канабис и сакаш да продадеш, Друго те треба прашувам. согласност од владата. Дека овој закон во суштина да фаворизира Да, апсолутно да. Од старт беше така донесен од ДПМН. одредени компании. Сега е апсолутно максимално одредени компании, луѓе, сега да не бидеме И наивни. немаме ништо на повидок дека би се олабавил, затоа што овдека не разговараме само за масло, туку разговараме за цвет за инхалација, разговараме но и за Извинувам, други заборав, продукти, Ајде, продукти рече дека многу други продукти овдека има во земји каде што е легализирано или делумно легализирано. Не е само масло или џоинт, У туку Грција се продава у маркет што се продава. CBD joint. Ја тоа не сум го видел. Не си видел сега Но, брзо. но ми се обраќале грци кога разбраа за законот дали може масло да се купи од Македонија. Сега ме збуни малку. Има, јас сега бев годинава на крв, веќе почна у маркети. Ти кажам несериозно, тувка 1 грам, се продава не знам 15 евра. CBD. И за тоа добиваш фискална? Прашање е Кажа- дали е кажа тоа да. легално, знаеш? Или тоа Тоа е е CBD joint. Тоа е CBD, значи пушиш и го нема хај ефектот. Нема техац. Да, така нема техац. Не свегаш. Ја например не видел пари за тоа, сега одиш. Гледај се, кај нас е проблемот што бизнисот преводи и ова само го заборив, бараат и 10%, тоа што ние го предлагавме, ама не да остане за болните и за пациентите, туку во неодредена ти вика формулација 10% од производот. 10% од профитот или не од приходите кои што ќе бидат употребени по подоцна донесен правилник. Значи, дајте концизно да видиме зашто ќе бидат употребени. Ме разбирате? Дајте да напишеме во законот дека тие ќе бидат употребувани исклучиво за да добиваат препарати од канабис кои па не може да ги добиваат пошто кај нас никој не ги прави. Не може да излегува, јас не сакам никого да кудам, не може да излегува председателот на производителите и да вели ние ќе го истураме пред влада. Немојте да го истурате. Сите сте, многу луѓе сте таму, многу фирми сте. Една лабораторија отворете заедничка, можете да основајте си една фирма, ќе биде само лабораторија која што ќе има, и екстрахирајте го. Така вадете го. Сите они знаеа дека, повторно потенцирам, јас ги поддржувам да се извезуваат светот, ама веројатно и за граѓаните треба нешто да дојде. Каков ефект? Па нели- Најде доеме до ефектот. Реплек почна да Реплики не произведува. само реплики има, и Фрейхер има, тоа е солидно и требаше да излезе уште едно не излезе и тоа е друга тема. Например, една работа е да го екстрахираш како масло и веројатно они си го сваќаат дека треба теглички да го продаваш, бидејќи ако сакаш во форма на капсула, тоа па подразбира цела серија нова регулации со овие со Малмет, со агенцијава за лекови, уби Боже. И после се откажувале, не сака да екстрахира кај нас, сака да носи надвор нормално е. Реци е виновна државата. Тука треба да бараме во високата политика, треба да ги бараме причините, зашто се тоа во време кога ти кажувам каква е казнената политика према граѓаните. Значи, Како луѓе е во затвор лежат Албанија за 10 тогаш? грама Кај канабис. што се вели дека е Албанија, Албанија е производството на канабис на на цела највисоко југоисточна Европа. главен снабдувач на канабис. Кај нас во Колку Канада- легално има тука во целиот тој бизнис? Како можеш да ми кажеш легално, не те разбирам. Па, нели не, збориме за легално. никак легално или нелегално? Таму, кај нив? Да. Не е легално. Каде е легално? Легална. Да. Во Каде има Уругвај и вакво? може да речеме ајде Канада. Тогаш И зашто во одредени земји во САД, ама пак ти кажам тоа варира од систем до систем. Само во Уругвај е легално. значи нема земја која одгледува канабис и го извезува на други кои имаат потреба па да од тоа да Има прават. Израел. Израел. Сега и Канада, не знам дали почињаат, до толку не ги пратам. Гледај се, израелците се 100 години напред пред нас на тоа поле, а пред 27-8 години они легализираа канабис во медицински цели, меѓутоа се многу напред и се присутни кај нас на пазар, да знаеш. Пробуваат, отвараат, ама гледаат дека тука нема сериозност. И си идат дел од нив. Каква е ситуацијата во Контактирам соседните земји? Во соседните земји, во Грција дозволија веќе. И Што? Исто кога нас во медицински цели. Меѓутоа сега не сум го читал законот и не можам да ти кажам прецизно, меѓутоа Добро. дозволено. И они ги не претркаат, затоа И рече- ќе си го соберат кремчето тука од кај нас, бидејќи ние се тепаме. Ова и со Филип тој го земја. кажа кај мене у емисија. Апсолутно. У Албанија За таму не Албанија. смее да се легализира. Пошто е тоа државен бизнес. Косово, Србија и исто мање више. У Србија ве гледаш следиш на видео Филипе, таму не смее канабис, само виде дека најдоа 2-3 фарми кои знаичиви.
А во Бугарија појма немам, да ти кажам искрено. Во Бугарија појма немам каков е, ама кај нив подувек било полабаво, она ти рекне join за левче. Што е идејата тогаш, што треба да направиме и кој е ние ниво? сега Еве барем кога се повикуваме кај нас обично. Кај нас обично кога сум гледал во законот за нешување во политика е да не измислуваме топла вода. Кој е најдобар пример? 2015 да ти кажам дека Нино беше под најголем притисок токму затоа што јавно, меѓу кои и јас бев, кога во Хрватска се дозволи, тоа беше набрзо после тоа се дозволи овде, затоа што Хрватска ни е некако нами пример. Каде што, ете, ако Хрватите го дозволиле тоа во рамки на ЕУ и така натаму во својата земја, ете такво ниво ние ќе го пренесеме и овде. Еве јас ќе ти кажам зашто лично и во најголем дел од тоа што ќе го кажам и сите останати во Билка се залагам и што сметаме дека треба да се превземе. Треба прво тоа декриминализација не е ни прашање. Треба да им се укинат сите присуди на оние кои што се судени без докази за продажба или без прати, они користат една злокобна формулација намера за продажба. Намера за продажба е умислено дејство. Се оние што се правници ќе ме разберат, ти можеби нема. Не, те разбирам. Нема дело. Умислено дејство кое што треба да се докажува, обвинителот треба да докаже дека ја имам намера да продам, например да ми најде вага со остатоци од канабис, сум мерал, сум премерувал, тоа апсолутно укажува дека и тоа ше веќе друга ситуација. Обид за убиство треба да ми фати снимка со копачот како замавно му глава. Значи, репартација на сите неправедно осудени. Декриминализација, тоа да не правиме муабет веднаш треба да се случи. Легализација на канабисот во рекреативни цели во следната смисла. Со акцент на микро бизнисот и на семеен бизнис, односно секој да може на многу порестриктивно. Например, сега ти бара законот да имаш следно. Ти вика вентилација, не знам каква, 300.000 евра. Минимум 1.000.000 евра ви треба за сериозна фирма и тоа треба да се олабави под шифтот на контрола да се префрли од Министерството на здравство на Министерството за земјоделство. Треба при Министерството за земјоделство ние имаме остварено и состанок со професори од земјоделски факултет, што има расположение, ама нема поддршка, да се отвори институт за канабис. Види, тоа е нова гранка кај нас, разбираш? Јас се слагам со тебе, науката не смее да каска, треба да се истражува и да видиме во тој дел што правиме. Значи, прати професори од земјоделски факултет кои што беа дел на ако имаме време може да се пушти од собраниската расправа која што државме при комисија за економија и здравје во Собрание на Република Македонија, тоа беше во февруар. Ете го Џон. Кои беа дел и од професориве, даваат поддршка за институт за канабис, сега тоа е друго, таму треба да се менува и закон за високо образование за да се дозволи така натаму, меѓутоа поддршка нема. Што сега друго да ти кажам? Тоа е во делот во медицинскиот дел, апсолутно веднаш да се ревидира правилникот каде што ќе се прошири листата на апликативни состојби кои што може да се канабисот да ги третира. Задолжително да се задолжи министерот дека мора еднаш годишно да се ревидира. Укинување на меѓуресорската комисија која што е нефункционална и не постои, сега е цела моќ префрлена во комисија од 5 лица кои што даваат лиценци само тие се важни и апсолутно задолжително да се измени законот за контрола на опојни и други психотропни супстанции, со што би се задолжиле сите оние кои што извезуваат канабис, кои што се само на извоз сконцентрирани, да мора да делот производот да оставаат и тука, а за возат државата нека си најде, сега не водам висока политика, државата нека си најде модул како да им се разложи. Тоа и не баш ме интересира, меѓутоа за мене е недозволиво да, не знам, некој умира или одговара кривично за тоа, а да јас ако имам 1.000.000 евра и добри политички врски, сум бизнисмен. Тоа е една состојба која е неприфатлива, мислам, колку и да сте против декриминализација или легализација на канабис, не знам вас прифатлив. Претпоставам дека си ти, немам проблем. Си резервиран. Не, немам проблем. Сакам да ти кажам. Немам проблем, само да не биде анархија. Ја не сум за анархија. Ја барам. Ама гледај се. Бидејќи по твојов пример, што ќе дојдеме? Ќе дојдеме Хрватска, ќе дојдеме Холандија, ќе дојдеме Израел или ќе дојдеме Уругвај. Мене ме интересира како ќе биде. Кај нас, знаеш како се представува са? Еве сега ќе може сите да си садат дома трева и излагаат после ќе пушат трева и надвор ќе излагаат ќе убиваат луѓе, мислам тоа. Не, тоа не го. Така се све. Не мислам. Ама дел луѓе сигурно и тоа го мислат. Мислам тоа воопшто. Прво канабис воопшто не е опасно растение. Знаеш дека сум првиот водител кој нема штетни долготрајни последици. Јанаки. Ајде. Јас и оваа моја емисија има посветено на оваа тема повеќе во часови него сите телевизии заедно. Сум гледал, нема збор. Не викам дека не си, ама вака поставуваме ми стоиш за резервиран. Меѓутоа сега ја мене нема да ме видиш со мајца со листот канабис овде.
Но ја повторно велам. Посочи ми една држава каде што се легализирал или декриминализирал канабисот или се дозволил за лична употреба или во рекреативни цели ограничено, например во кофишоп. Например, еве сега ти кажам зашто ти зборам има различни модели. Во Холандија, само во кофишоп во два града можеш да купиш, ме сваѓаш? Не може сегде и само легално сам подозволено е, полабава е државна политика, меѓутоа легално само таму можеш да го конзумираш канабис. Надвор може да те казни. Ја бев во Прага во 2016 година со сопругата да се прошетаме, ставивме деца кај ни беа млади бабиве дедовци тогаш. Таму е од 2013 година декриминализирана употребата на сите наркотици. Прага. Во Чешка. Во цела Чешка ние бевме во Прага. И сега например за канабис. Канабис таму стварно се конзумира слободно и ја ги прашам некои македонци таму што се дружевме, викам викам тука полиција не вика. Те види вика вака на јавно место нешто, вика може тоа 120 евра, не замислам дека 120 евра казна. Значи па ќе ти кажам. Има каде да го правиш? Како да го правиш? Во Прага мислам не можеш туку така да парадираш кај ќе ти текне кој ќе ти. Во Прага не, во ти Шпанија например тој систем на социјални клубови така наречени. Ме разбираш кај што треба да се зачлениш некоја те препорачи и така натаму и така. Меѓутоа јас например зависи што сакаш да добиеш. Еве ти ме прашаш модули кои се. Зависи до кај сакате да одиме. Ако сакате да правиме ама бизнис, стварно бизнис. Што мислиш по тебе дека во вакво општество, во ваков менталитет, која е најповолната варијанта? Како по тебе би изгледало идеално? Не зборам уругвајскиот систем, не зборам ни холандскиот. Да не се кажува, еве, некое средно решение, средно решение би било, ако сакаш да ги земеме сите елементи на влијание да ги земеме, значи, постара конзервативна популација, да земеме да направиме една комбинација, би била декриминализација на канабис и декриминализација на одгледување на одреден број растенија. Значи, повторно и нелегално, ме разбирате, меѓутоа нема кривично одговарат, односно нема казна затвор да ви прети, односно може да ги прети висока парична казна. Дали си запознат, например, бидејќи конопот, кој во суштина е канабис, конопот, кој е исклучително погодно, податно растение за широка индустријска употреба. Значи, тоа треба само една посебна емисија да направам со некој... Имаш свашта број кола, брат. Значи, да не збориме од вреќи, од тие влакна, патикни и така натаму. Филип може една многу јака јакна од строго од хем, не знам од кога мода донесе. Филип не се изразува прилично добро за тебе, али... Тоа на времето кога ми беше друга. Сакам да го закачам. Види он дали се изразува или не ми е гајлен. Проблемот е што кај нас нема политичка волја да се реши ова прашање. Прецененост и гласови не е толку популарно. Вие сте доста разделени, кој колку и така натаму. Ние не сме имале никаков проблем со никого, меѓутоа не е тоа за проблем. Ние имаме треба унисоно да се настапи и треба лобирањето да биде константно. Не види, секад има слаби карики во тој дел и дел од луѓе што се бавеле со активизам после почнаа да се бават со бизнисот. Нели, активизмот и влегувањето во собрание ова е начин на легитимна борба. Види, тешко се доаѓа до вакво. Не сакаат баш да слушаш. Ова се организираше Комисија за здравство и Комисија за економија заедничка. Океј, ова е малку долго, нема така, не мора да се... Но можеме еве да илустрираме, чисто за крај, да илустрираме со некој овие. Можеш ли да ми препорачаш некој од овие? Сега ти препорачам, шорткатови. Оди надале. Одиме надале. Чекај малце. Колку му е долго 5:20, се многу е Владко Деков. Ама ти сакаш од овие јавни величности или сакаш? Па може и јавни и нејавни. Еве, ова е многу бавата правна расправа. Кој е? Иди, пушти ја Лена. Пушти ја Лена, чекај се. Лена беше уште порезервирана од тебе. Она беше за, ама под строга контрола. Режија, одиме, значи, 1,5 минута, скоро 2 минути. Имаме научни истражувања. Сега имаме некои податоци од други држави кои што треба да се одредат во право беа некои од забелешките од публиката дека треба да се временски предодредени, да се види колку се актуелни, затоа што се повеќе и повеќе се развија и медицината, се развиваат и истражувања кои што најновите покажуваат едни резултати, а пред 20 години тоа било, да речам, нешто што апсолутно било сосем различно. Меѓутоа, она што треба сите да го сватиме е дека токму
во Република Македонија, ако сакаме да направиме некои измени, тие мора да ги направиме во рамките на системот и институциите кои што имаат значајни улоги во овој процес, како што е меѓуресорската комисија, треба да се сметаат за партнер во овој процес. Така да, ако треба да работиме на надополнување или на надградување на капацитетите на комисијата, тоа таму треба да се насочи државата. Ме разбирате, значи ние сме тука за да секој си ги изрази своите мислења, за да се види каде имаме недостатоци и во оваа насока затоа апелирам дека треба точно и Сдруженијето да ги лоцира стратешките партнери кои што би му биле во случајот се владата, меѓуресорската комисија, представници од сите министерства и контактите за она што и Сдруженијето се залага и научните дебати да се одвиваат на едно мултидисциплинарно ниво, затоа што само така можеме да направиме суштествени и долготрајни измени кои што ќе ги задоволат од една страна и меѓународните стандарди и од друга страна ќе ги задоволат нормално очекувањата на она што представува следење на современи модерни трендови. Има една работа, многу пали странскиот фактор. Странски стручњаци, странски политичари кои би лобирале и тоа како ќе ја направат, знаеш, овдека да си најак политичар, да лобираш за нешто, но ако имаш поддршка од некоја... Сега да дојде некој висок представник на ЕУ да им рече, ја мислам дека утре треба да легализирате, да, одма ќе се договорат, ќе види. Има ли такви? Види, ние сме се обидували поддршка да добиваме, меѓутоа многу е лимитирано и пак ти кажам, канабисот не е например толку популарна тема, да речеме. Не знам, човекови права, не е LGBT rights, не е religious rights, така да не е толку вако за странски, не знам дали има, меѓутоа се согласувам апсолутно со тебе. Кај нас гишле тој, кај нас апсолутно зависни од странскиот фактор, односно му се во вазанен однос. Ете сите се по 30. Ајде да го чуеме Гиш. Првиот документиран научен експеримент за антитумор ефектите на канабисот се случи на Медицинскиот факултет на Вирџинија во 1974 година под патронат на владата на Соединетите Американски држави. Јас сум Сашо Гигов Гиш и ја поддржувам кампањата на Билка за декриминализација на канабисот во Република Македонија. Дека владата дека прв научен експеримент за антитумор ефекти, да, тоа го разбрав, не можеш да го повториш. Дека владата на САД 74-та платила истражување, ама она што не го кажа бидејќи тоа не го пише, дека потоа кога се резултати многу позитивни крие тие резултати. Владата на САД. Ова е многу лесно проверливи факт, проверливо. Така. Значи, они откриле и резултатите дека се биле позитивни. А каков бил ставот нивни? Едноставно? Го сокриле, не, тоа е криено со години. Калифорнија, ако не се лажам, тоа мислам дека Борјан Јовановски го кажува, дека Калифорнија е првата држава во САД што легализира медицинска 96, ако не се лажам. Ама тоа кај нив знаеш како се прави. Ние немаме таква моќ, односно не е САПАД. Кај нив собирање пријател граѓани кои што плаќаат данок и викаат јас сакам во медицински цели да се овакво се организираат, собираат доволен број потписи, се гласа на референдум, поминува на референдум, мора да го изгласаат. Ајде Борјан. Со легислативниот успех на предлогот 215 во 1996 година, Калифорнија стана првата држава во светот која дозволи употреба на канабисот во медицински цели. Јас сум Борјан Јовановски и ја поддржувам кампањата на Билка за декриминализација на канабисот во Македонија. Ова за мене у 2 дела снимавме, стварно беше, користевме пријатели што имаат студио, фала им многу на Огнен и на неговото студио, меѓутоа знаеш што е проблемот? Еве, не си ги видел ти видеа. Не. Ние немаме средства да плаќаме реклами у телевизија и се ова да идеме, свегаш. Па платете на Facebook за $20 ќе биде. Ништо не смееме. Знаеш дека ништо не можеме да бустаме? За канабис не смееш да бусташ? Од нашиот Facebook page ништо. Конофе сме пробале да го бустаме 100 пати, све сме пробале објави, све не може да Facebook бусташ. не дозволува? Да бе, онакво promoting drugs in your country. Тоа ти дава, да идеме сега да ти отворам, да пробам да го бустам, тоа ќе да е. Видиш, Promoting drugs in your country, violation of their policy. Знаеш како, ја мислев дека ќе направиме впечаток дека светот е многу полиберален по ова прашање, за разлика од кај нас, да ги разбиеме стереотипите. Нема еве кога ти излегло спонзор, например, така баш за како стати, да, ама не кај нас и од пејџот тотално, значи дали дека и логото ни е такво?
Оваа страница ми ја препорача High High Times. Зошто? Ај вака пиши. Central European пиши на Google. Сега таман ја отвори страна, ме преча. High Times овде имаш, например, Добро, што ова е е оваа сет страна? онлайн Зошто- магазин. Добро, И зашто? овде имаш новости, значи каде се легализира, ева гледаш, Intellectual Protection for Cannabis Cultivators. Си отвараш и имаш све. Токму за ова ти што го збориш, што... Ај оди нагоре моце, Добро? гледај кој го пишува, PhD е човекот, вториот. Така. Вториот е доктор на науки. Така. Кај постарава публика има, пишите молам Central, ние тука настапувавме Central European Cannabis Forum. Не, сега не зезај на Се извинувам. Централ. Европеан се пише. Добро. Добро. Ќе го најде. Cannabis Forum. Па нема баш да го најде? Форум. И да е погрешно, он ќе Ете го тоа првото. Ова прв пат се одржа во CSCFME. Варшава, Полска, тука гостувавме на покана на организаторот, ама не знам тука дали ги има. Food Market and Retail Forum, Hemp Products 2020. Ова најавуваат за 20 април. До 23 април. Значи, најубедливо, најпрофесионалниот настан, не само за канабис, сум предавал на овакво на конвенции, на советувања сум бил, извадили агенда. Еве е агендата, значи ќе има Ова е за историјата на канабисот и моменталната реалност, нови вкусови, нови тестови, New flavor in the global food industry. industry. Edibles. Значи, не е ова Што само за ништо канабис, ова ова е туку хем сте- value за индустријски коноп, value in food product. Ме разбираш? Така, Hemp Value and Food. Не, јас сакам да ти ја покажам од годинава, ама они го смениле. Најпрофесионалното нешто што сум присуствувал, организирано во Варшава, после ти кажам на гајптен ниво, со многу јаки оди надале тако. CSCF 2019. Оди уште или? Speakers, веќе 2020 ги извадиле, ги трнале. Така. Ето го кеско. Ова е предпоставам Врти, слики да. од 2019. Да, само не знам колку има. Еве вака на панел расправа. Овој организатор. Добро, Не, малку бавно така. се полни, разбравме, значи 2 дена пут. за тебе, Полом, за мене. за тебе. Зверга, знаеш што ни направи? Си отиде со авион, после се враќаш со нас. Што не идеш со воз? Не, така 3 дена сум со по Источна Европа. Бар Не, помалку ова- напорно. Не, ова- Океј, ти благодарам многу. Ќе ја продолжам вака ме запозна колку толку со Ова е законот. долга тема, можеме да... Ова е долга тема, така. Ја во понеделник исто така ќе имам уште една емисија на оваа тема. Одлично. И ќе Со гостин? Да, со гостин, со тоа што стојам на располагање од вашето здружение или овие луѓе. Нема многу комуникација, ако ми помогнеш да поканиме и никаков други проблем. гости да разговараат секој во стручноста на оваа тема, особено за медицинското користење, бидејќи најдобар начин е да го популаризираш ова е позитивните ефекти од Јас користењето сега го изазивам, малце ми е канабис. срамежлив, иако има настапувани на многобројни предавања. Еден од нашите основачи, јас ќе го препорачам да го викнеш, доктор Дарко Костовски, кој што има неколку предавања одржувано на тема употреба на канабис во третман на зависност, односно на опијатска зависност. Третман на зависник од хероин, да речеме, со канабис. И употреба на канабис во психијатрија, бидејќи он е психијатар, се една субспециализација и така натаму, ете ти одлична препорака од мене, или исто така одлична препорака, човек кој што не е наш член, меѓутоа драг пријател, доктор Нико Беќаровски од клиниката за токсикологија. Мислиш дека Туски се сложите. Софијано е исто топ. Не сме не, да дали Софијано. би настапила оне за овие работи? Софијано излезе кај нас. Дали е мотивирана? Не, тогаш да, али дали е она генерално Мислам дека мотивирана? да, затоа што кај нас тоа на медиуми го пренесуваа, ама сегаш нема Во ред. Аспазија ја заборавме, по влашка линија како сме да забораваме. И ти си влав? Па ја наки на што те асоцира. Извини, На на грк. На Еги, на грк.
Не би ме викнал. Ти, Пусан Филип, Нико би те Беке- викнал, зашто? Филип е Цинцар, да. Да. Све сте. Филип, не Филип, Нико Бекеровски ги се сложите баш, он не се согласува за рекреативна употреба, така да тука ептен ги се најде. А зашто ми кажеш дека ја не се согласувам? Зафркавам. Фала на Ти Бога. благодарам за Фала ти. гостувањето, се надевам повторно ќе бидеш гостин, кога ќе имаме повторно некоја интересна актуелна тема. Уште ова само да те прашам, дали спремате некој воркшоп, некоја конференција, нешто Вака сега, настан? моментално сме концентрирани на така наречен месец на канабис, каде што барем сега за сега ќе видиме бидејќи со средства сме ептен тенки. Планираме месец на канабис во смисла на 2 предавања и Конопфест кој го организираме 3-та година поред. Оваа година ќе има малку повеќе новости. Така да ќе видиме, Кај ќе меѓутоа, биде правиме и нешто Конопфест друго. за да бидам информиран, ќе се Во парк, информирам. 2 години поред беше во парк. На школка, меѓутоа годинава можно и да менуваме локација. Добро. Меѓутоа повторно во парк. Сега проблемот е што се спремаше предлог закон за декриминализација на канабисот, се распишаа избори и како да ти кажам, сега кај нас знаеш малце пратеници ги фаќа пара Обично Америка е најголемиот застанува. пример за свет. Каква е ситуацијата во Америка со користењето на канабис? Па таму е тоа буминг индустри, е можеби најбрзо растечка индустрија моментално, да бидејќи релативно нова гранка. Наброј не знам ги тоа веќе речи си половина од државите и мислам дека Саут Дакота е најнова држава што сега се подготвува да го легализира канабисот. И американците се траи и тоа се земува предвид, се бизнисмени, нив ги интересира кеш. Ако носи кеш и така ќе биде легализирано, а носи сериозен кеш, ако се менаџира добро. Многу се полесни условите, меѓутоа таму па многу е висок данокот и многу ја дига цената на канабисот и тоа не до крај дозволува да се сузбие црниот пазар. Јанаки, конечно ти благодарам за гостувањето. Секој е добро. Цела вода те испив. Имам уште едно шише за тебе, не се секира, ако за следното поело ќе ставиме овдека. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерот. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.